Интерпелацијата во принцип значи барање политичка одговорност, а овде зборуваме за човек од третата власт или судската власт, која по устав треба да биде независна власт. Тоа од една страна. Од втора страна, тоа може, но и не мора да има правни последици. Дали ќе има правни последици, зависи од самиот обвинител, дали ќе поднесе оставка или не. Ако точката на дневен ред е или беше одлука за разрешување, тогаш може да отвориме дебата дали сме задоволни или незадоволни од работата на обвинителот, секако низ соодветно пропишана процедура. Процедурата е пропишана во членот 63 став 3 од Законот за јавно обвинителство, каде јасно стои дека Советот на јавни обвинители мора да даде позитивно мислење за разрешување. Значи тоа не е формалност, туку е законска обврска. И фактички врз основа на таа дебата, кога би имало точка за разрешување, врз основа на аргументите во таа дебата се носи одлука за или против разрешување на јавниот обвинител. Како пратеничка група на СДСМ и коалицијата, остануваме на принципиелниот став дека јавното обвинителство мора да биде независно, ослободено од политичко влијание и притисок и сите одлуки мора да се по словото на законот и никако поинаку.